Поплавневи вести во 16 денеска гледаме. Полицијата го приведе подпалувачот на автомобилите пред бугарската амбасада. Осуди и реакции за случајот. Најава за нова инвестиција во Тир Стетово. Турска компанија ќе отвори 500 работни места. Од денеска нема антикризни мерки за горивата. Премиерот уверува, Македонија има најниска инфлација. 20 годишно момче се удави во Охридското езеро кај Струга. Мирно на Блискиот Исток. Светската политичка елита на Г самит во Франција. Главни теми Украина и Иран. Во овие вести детали за инфлацијата, како ќе се движат цените на горивата. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Остри политички реакции и осуди предизвика случајот со палењето на возилото на бугарската амбасада во Скопје. Полицијата го приведе подпалувачот и го расчистува случајот. Бугарската претседателка го оценува случајот како напад врз државата. Зоран Јаневски со деталите. 44 годишен скопјанец со иницијали ИД е лицето кое го подметнува пожарот врз возилата на амбасадата во Бугарија. Осомничениот е во полициска станица, а според првиот човек на МВР, засега не е познат мотивот за подметнување на пожарот. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во соработка со Агенцијата за национална безбедност, лицето кое го подметнува пожарот било веднаш идентификувано. Тошковски го осуди инцидентот и рече дека таквото насилство нема да се толерира. Огромна осуда од лично моја страна и од страна на сите оние, пак ќе повторам, политички фактори во државава на било какво насилие, особено насилие насочено кон овде станува збор за оштетување на предмети кои што се во собственост на соседна држава, особено таков тип на насилие треба да биде предмет на осуда и е предмет на осуда од сите нас. По палењето на двете возила на бугарската амбасада во Скопје, бугарската претседателка остро го осуди инцидентот и го оцени како напад врз државата. Во исто време таа предупреди дека постојат обиди во последен момент да се измени резолуцијата за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, особено делот за заедничката историска комисија. Според Јотова, наредните денови ќе бидат клучни, а од европратениците очекува разум при носењето на одлуките. Много се надявам също, че ще намерят време и моите колеги евродепутати да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили. Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България. Двете дипломатски возила паркирани пред амбасадата на Бугарија беа запалени вчера напладне. На снимките од безбедносните камери се гледа како мажот прво ги полева двете возила со бензин, ги подпалува и бега во правец кон центарот на градот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Претседателот на СДСМ денеска беше во Ваташа на одбележување 83 години од убиството на 12 млади лица стрелани за време на Втората светска војна. Денеска присуствуваме на одбележувањето на 83 годишнината од масакрот, убиството на младинците тука во Ваташа од страна на бугарскиот окупатор. Ова не учи дека политиките на омраза, на поделба, единствено до што водат се само трагедии. Затоа имаме обврска да сега во денешно време ја заекнуваме демократијата, владењето на правото и сите вредностни политики кои што произлегоа од ужасите на Втората светска војна. Најави за нова инвестиција во Тир Стетово. Турска компанија ќе отвори 500 работни места. Од денеска нема антикризни мерки за горивата. Премиерот уверува, Македонија има најниска инфлација. Нова инвестиција на компанијата Javo Automotive во Тир Стетово ќе се очекува да отвори речиси 500 работни места. До 2030 година компанијата планира да инвестира речиси 21 милион евра. Целокупното производство на контролни кабли од Турција и Словачка ќе се реализира во Тетово. Станува збор за инвестиција на компанијата Javo Automotive, мултинационална компанија со повеќе од 4 децении искуство во автомобилската индустрија и присутна на меѓународните пазари како производител на безбедносни системи, контролни кабли и механизми за водечките светски производители во автомобилскиот сектор. Компанијата своето производство денеска го реализира, како што слушнавте, во Турција и Централна Европа, снабдувајќи бројни реномирани партнери од автомобилската индустрија.
Новата инвестиција ќе биде реализирана во ТИРС Тетово и представува уште една потврда дека стануваме атрактивна дестинација за компании кои работат во индустрии со висока додадена вредност и современи производни технологии. Особено значајно е што ова инвестиција се реализира во ТИРС Тетово, единствената технолошко-индустријската зона во државата која е под Министерството за економија и труд. Овој модел покажува дека со соработка помеѓу државата и приватниот сектор може да се создават услови за реализација на крупни инвестиции кои директно придонесуваат за локалниот и националниот економски развој. Планот на Джаво Automotive со овој инвестициски проект е да креира годишен извоз кој би достигнал 45 милиони евра годишно. Ова јасно укажува дека компанијата има амбициозни планови за раст и развој во Македонија. Станува збор за внимателно планиран инвестициски проект со долгорочна перспектива кој ќе создава се поголеми економски ефекти во годините што следуваат. Од денеска нема антикризни мерки за дизелот и бензините. Надлежните доправа ќе пресметуваат колку овие олеснувања чинеа државната каса. Премиерот Мицкоски уверува дека Македонија има една од најниските стапки на инфлација во регионот. За деталите во овие вести Мартин Арсов. Така е, Маријано, денеска нема мерки за цените на горивата во Македонија, почнувајќи од февруари па се до синоќа на полноќ. Владата преку низа мерки интервенираше за да го ублажи ценовниот шок од енергетската криза. Најпрво преку намалување на ДДВ-то од 18 на 10%, а потоа и преку кратење на акцизите. Меѓутоа, со оглед на тоа што е постигнат договор меѓу Соединетите Американски држави и Иран и со тоа паѓаат цените на нафтата на светските берзи, владата одлучи да не ја продолжи мерката за намалување на акцизите и за бензините и за дизелот за 2 денари. Во моментов на светските берзи нафтата од типот Брент се продава за околу $79 по барел, цифра што е приближна на сумата по која што се тргуваше нафтата пред почетокот на војната на Блискиот Исток, кога чинеше околу $70 до $72 за барел. Сепак ова намалување од светските берзи кај нас би требало да се преслика веќе следната недела, кога регулаторната комисија за енергетика ќе одреди нови цени за горивата. Колку овие антикризни мерки ја чинеа државната каса, надлежните допрва ќе треба да анализираат и пресметуваат. Еве ги деталите. По 3 месеца од денеска нема мерки за горивата. Наполно ќе истече важноста за намалените акцизи за дизелот и бензините, а не е во сила ниту попустот од најголемиот снабдувач. Со укинувањето на мерките, цените на горивата забележаа мал раст. Од денеска бензинот БС 95 и дизелот се точат по 87,5 денари, а 98 октанскиот бензин се продава по 90 денари по литар. Допрва ќе се прави анализа колку ја чинеше државната каса намалувањето на ДДВ-то од 18 на 10% и кратењето на акцизите. Со договорот меѓу САД и Иран, премиерот Мицкоски гледа крај и на енергетската криза. Задоволен е како државата успеала да се справи со сите предизвици. Вели дека актуелната инфлација од 4,8% е 4 пати пониска во споредба со периодот од пред 4 години, кога почна војната во Украина, а инфлацијата достигнуваше и до 20%. Таа е разликата. Повторно, 3:1. Бидејќи гледам дека некои ја цитираат инфлацијата која што при една моја изјава јас реков дека имаме најниската во регионот, јас стојам позади тоа, едно од најниските во регионот и тогаш кажав и сега ќе кажам, да речеме годишната инфлација во Грција е над 5%. Во Бугарија и Романија е двоцифрен број проценти. Во Хрватска е исто така над 5%. Косово е близу до двоцифрен број на проценти. Единствени земји во регионот кои што имаат околу 3, помеѓу 3,5 и 4% се Србија и Албанија. И затоа јас реков, ние имаме едно од најниските инфлации. Да речеме Турција, оваа година годишната инфлација е над 30%, 31, 32%. За да нема неосновано поскапување, премиерот уште на почетокот на кризата имаше средба со представници на маркетите. Дали си останаа на зборот, проверува пазарниот инспекторат. Првиот пресек на нивните контроли покажа дека трговците сами си намалиле делот за работувачката, за да нема нагло зголемување на цените. Што покажале новите контроли во периодот од 15 мај до вчера, ќе покаже новиот извештај на пазарна, кој треба да го добие Министерството за економија следната недела. Од владата неколку пати досега кажаа дека доколку се утврди неосновано поскапување, меѓу можните мерки останува и укинување на ДДВ-то за прехранбените производи. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Народната банка ја зголеми референтната камата, која е основа за пресметување на каматите на кредитите. Банките ќе одлучуваат дали ќе има поскапи кредити за граѓаните. Одлуката се носи за да биде зачувана ценовната стабилност поради ефектите од глобалните случувања. Народната банка ја затега монетарната политика. Референтната камата ја зголеми за 0,25% поени, односно од 4 на 4,25%. Одлуката се носи за да се зачува ценовната стабилност, поради ефектите од глобалните случувања врз домашната економија. Последиците од војната на Блискиот Исток ќе се чувствуваат до крајот на годината, со што ќе расте и притисокот врз инфлацијата. Затоа, според гувернерот Славески, неминовно беше благо заострување на политиката. Сега банките треба да ги направат пресметките и да донесат одлука кога и за колку ќе ги поскапат кредитите. Каматните стапки за домакинствата и за предпријатијата ги определуваат врз основа на повеќе компоненти, како што е цената на нивните извори на финансирање, проценката или оценката на ризикот и така натаму. Од друга страна, само да укажам и на еден познат факт дека мерките на монетарната политика, исто како што е ова, делуваат со известно и временско задоснување. Така што прецизен одговор на тоа што на краток рок може да се случи, во овој момент не можеме да дадеме. Гувернерот повторно ги повика дел од банките да се откажат од најавеното зголемување на провизиите и надоместоците, посебно за уплатите на шалтер. Новите ценовници кои треба да стартуваат од 1 август силно ќе ги погодат пензионерите и ранливите граѓани кои немаат услови за користење електронско банкарство. Така плаќањето сметка на шалтер од 90 ќе ги чини 120 денари. Поскапува и одржувањето и водењето сметка, чланарината за картички, плаќањето со картичка во странство и слично. Славески вели дека Народната банка нема надлежност законски да ги ограничи провизиите, туку тоа е во рацете на Министерството за финансии. Јас ги сметам услугите на платниот промет како јавно добро, како јавна услуга, која што по ништо не е различна од снабдувањето на граѓаните со електрична енергија, со вода, со природен газ, телекомуникацијски услуги. Сите овие што ги набројав се регулирани. Од друга страна, укажуваме и на можноста или разгледуваме на можноста на по примерите на некои земји, например Хрватска, која што е веќе пред точно една година донесе закон со кој што голем дел од банкарските услуги од областа на платниот промет со закон се определени да бидат бесплатни. Законите ги носи влада по предлог на ресорни министерства. Од Министерството за финансии пак посочи дека банкарските надоместоци не се дел од законската материја, туку предмет на деловните одлуки на секоја банка. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Од идната недела стартуваат мерките на оперативниот план вреден 40 милиони евра. Главната цел на овој план е пред се вработување на млади лица до 29 години. Комисијата за заштита на конкуренцијата денеска го даде потребното одобрение за старт на оперативниот план од владата тежок 40 милиони евра. Новина е тоа што оние мерки кои што лани не дале резултат годинава се укинуваат, а средствата предвидени за нив се алоцираат кон двете најпопуларни мерки – само вработување и помош на правните субјекти за вработување на невработени лица. Главната цел на овој оперативен план е пред се вработување на младите до 29 години. Грантовите за лица за отворање на собствен бизнис до 29 години изнесуваат до 10.000 евра помош, а додека за лица над 29 години помошта изнесува 7.000 евра. Доколку се здружат две лица во друштво со ограничена одговорност, тогаш помошта за млади лица до 29 години би била до 20.000 евра, а за лица над 29 години до 14.000 евра, или доколку се комбинирани лица до 29 години, над 29 години, тоаш помошта со здружување би била до 17.000 евра. И за лица до 29 години предвидени се субвенции на правните субјекти до 250.000 денари, за лица со попреченост до 220.000 денари, а за лица над 29 години доколку ги вработат ќе имаат помош од 160.000 денари. Ако овие мерки лани ги искористиле и се вработиле 4500 граѓани, годинава се очекува таа бројка да биде
од 5500 до 6000 лица со алокација на средствата од мерките кои што се укинуваат. Во овие две најатрактивни мерки ова година ќе можат да учествуваат само лица кои имаат завршено средно образование и исто така за прв пат се офатени и селениците кои што ќе можат да ги користат сите овие грантови предвидени во овие две мерки плюс 10% од самиот грант. Например, да карикирам, доколку се лица до 29 години, тоаш би можеле да искористат, ако е тоа помошта 10.000 евра за повратници плюс 10%, тоа е 11.000 евра, исто и во другите мерки кои ги спомнав претходно. Објавувањето на мерките од оперативниот план ќе започне од почетокот на идната недела. За Сител, Дарко Штарговски. 20-годишно момче се удави во Охридското езеро кај Струга. 3 деца во безсознание биле пронајдени на улица во Куманово, најверојатно затруени од вдишување лепак. Прва жртва со давање годинава во Охридското езеро, 20-годишно момче се удавило во Струга во близина на Машката плажа. По трагедијата во Струга, каде 20-годишно момче од Октиси се удави во водите на Охридското езеро во близина на Машка плажа, надлежните го вклучи алармот. Градоначалникот Ќура најави засилени безбедносни мерки на капалиштата и предлага забрана за паркирање и користење на педалинките кои со децении работат на диво. Денеска предложив одлука да донесе советот за да престанат педалинките да се движат и да паркират. Кои за жал работат на црно, кои за жал не издават фискални и користат тие што веќе ги имат узурпирано плажите, ги користат и не плаќат и немат обезбедување, мада треба подморално да имат спасители. Струшкиот градоначалник Ќура предлага со плажите кои се горлив проблем да менаџира општината, која ќе става ред во урбаната опрема и обезбедувањето на спасители на брегот на езерото. Затоа имаме предложено пред месец дена, да се донесе одлука да плажите да се менаџират од општината како урбана опрема за плажите, не за објектите кои се изградени на диво, за да имаме ние пристап до плажите и до педалинките, затоа што освен што се узурпираат плажите, се стават и лежалки и над лежалките после во водата се користи на диво и водата за педалинките. Значи мора да се стави ред. Сум побарал пред месец дена, продолжувам и денеска да го барам од советот да донесе одлука, да има и јавни плажи по кои веќе ние ќе даваме сознание, сигнал дека сме присутни во плажите. Како што дознаваме, момчето било на педалинка со своите другари, но кои се причините за смртта се уште не се знае. Од полицијата информираа дека се преземаат дополнителни мерки за целосно расветлување на околностите поврзани со настанот. Нина Ритоновска, Сител телевизија. 3 деца во безсознание биле пронајдени на улица во Куманово, најверојатно затруени од вдишување лепак. Децата биле итно пренесени во Кумановската болница, полицијата работи на расчистување на случајот. На 15.6.2026 година, околу 10:40 часот во СВР Куманово е пријавено дека на улицата Професор Мијалковиќ во Куманово пронајдени се 3 деца кои не реагирале на допир. Се работи за 15-годишно девојче и нејзините браќа на возраст од 12 и 9 години и кои најверојатно биле затруени со вдишување на лепак. Тие се пренесени во Општа болница Куманово за укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. И годинава препишувачи на државната матура. Тестовите им се поништени. Измените на законот за трансплантација поминаа на владина седница. Шеесетина матуранти фатени како препишуваат додека полагале државна матура, нив им се поништени тестовите. Надлежните уверуваат дека секое препишување ќе биде санкционирано. 60 матуранти се фатени како препишувале на државната матура. Ваква е статистиката по само двата екстерни испити, странски јазик и полагањето на мајчин јазик. Најголемиот дел од нив употребиле мобилен телефон, кој што е најстрого забранет за време на полагањето на тестовите. Оваа година, за разлика од минатите, каде што имавме огромен број на вклучени млади во Вибер групи, во Телеграм групи и така натаму, всушност од испитот се отстранети
само двата дела, и првиот и вториот дел, само 60 на ученици, што значи имаме одличен напредок. Тој што решил да препишува ќе си ги сноси последиците. Значи, децата кои што се фатени како препишуваат и при тоа не го нарушиле редот, имаат можност да полагаат во првата сесија, а тоа е во августовската сесија. Секој еден ученик кој што се спротивставувал и правел некаков неред во просторијата и додека му било укажано дека треба да го остави телефонот и да го остави тестот, затоа што за него полагањето е завршено, реагирал малку бурно и го реметал процесот, нема да може да полага оваа сесија што е августовска, значи тој ќе чека до година за да полага. Лани 172 деца беа фатени како препишуваат од вкупно 15.000 матуранти. Предходните години состојбите беа уште покатастрофални, бидејќи беа формирани вибер групи од кои матурантите масовно препишуваа. Оваа година за прв пат се полага 3 вида матура: државна, државна стручна и државна уметничка. Учениците имаат уште 2 предизвици, треба да полагаат и 2 интерни предмети. Во меѓувреме тече уписот на средношколци. Во овој момент дигитално се одвива уписот и оние кои дигитално го направиле тоа се над 12.400. Очекуваме до крајот на денот да се допополни таа бројка и секако очекуваме и последната бројка која ќе имаме денес во 12 часот, односно 24 ноќеска, да биде допополнета со оние деца кои немаат можност дигитално да ги предадат своите документи. Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места. Училиштата треба да ја објават на 18 јуни. Второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 23 јуни, додека доставувањето на потребната документација до училиштата е на 24 јуни. Третото пријавување е на 20 август. Габриела Лескова, Сител телевизија. Пациенти веќе се јавуваат кај матични лекари и прашуваат каде да дадат согласност за да по смртта нивните органи бидат донирани. Измените на законот за трансплантација денеска поминаа на владина седница. Во собраниска процедура ќе одат во скратена постапка. Најверојатно од септември и ќе стапат на сила. Пациент со 2 механички пумпи 6 години чека ново срце и шанса за нормален живот. На листата за трансплантација на бубрек има лица кои повеќе од 1 деценија. 3 пати неделно поминуваат на апаратите за прочистување на крвта чекајќи орган, а во истата зграда на клинички. Болни со месеци се хоспитализирани поради здравствената состојба, додека добијат повик за нов црн дроб. Измените на законот за земање и пресадување делови од човечко тело заради лекување. Денеска помина на владина седница и во собрание ќе биде доставен по скратена постапка. Новото законско решение треба да го олесни процесот за органодонорството, бидејќи секој поединец кај матичниот лекар може да потпише согласност дека по смртта сака неговите органи да бидат донирани. Се јави еден пациент од Вашино село, каде што навистина беше сериозно се изрази во своите ставови и размислувања, докторке, каде треба ја да потпишам за да си ги, ако нешто ми се случи, да ги донирам своите органи. Што навистина пријатно ме изненади, заради тоа што сметам дека после многу дебатни емисии, зборувања, Facebook, социјални мрежи, се подигна малку свеста кај граѓаните и има поголем број на луѓе кои што размислуваат сериозно да се изјаснат и да кажат. Ние сме сите сведоци дека ниеден проект не може да биде успешен и дефинитивно да финализира без матичните доктори. На околу 200 пациенти во државата кои се на листите за трансплантација секој ден им е борба и неизвестност чекајќи телефонски повик, кој треба да им даде нова шанса за живот. За зголемување на свесноста за органодонорството имаше неколку панел дискусии во повеќе градови во државата, а вчера беше одржана и јавна трибина, каде присуствуваа покрај медицинските лица и верските лидери и премиерот, со што ја покажаа нивната поддршка за спасувањето на човечки животи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Пожарите како предизвик за надлежните институции, за научените и ненаучените лекции, какви мерки за превентива се можни, критични точки. Во тема на денот директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов.